Почитувани гледачи, го емитуваме најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Две експлозии ги исплашија жителите на Гостивар ноќеска 2 часа пред полноќ. Нема повредени, а причината е детска фантазија и неодговорност. Двајца малолетници на 16 години заедно со родителите завршиле на распит во полиција откако поради несериозни постапки предизвикале детонација и вознемириле станари во згради на улицата Панче Поповски во Гостивар. Двете деца околу 22 часот и 30 минути вчера во шишиња со течности успеале да предизвикаат експлозија, поради која се уплашиле нивните соседи кои потоа повикале полиција. Двете звучни детонации кои одекнале во приземјата на зградите ги предизвикале, односно причиниле, две пластични шишиња со непозната течност и алуминиумска фолија во нив, кои ги оставиле, односно најверојатно ги фрлиле, двајца малолетници на возраст од 16 и неполни 16 години. Нема повредени од детонациите, а не е причинета ниту материјална штета. Набрзо потоа, двајцата малолетници кои биле забележани како бегаат од една од зградите, се идентификувани и во присуство на нивните родители се приведени во полициската станица Гостивар. На местото на детонациите извршен е комплетен увид, пронајдени и подигнати за вештачење се двете пластични шишиња. По целосно расчистување на случајот, двајцата малолетници ќе се соочат со соодветни поднесоци по законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Кражба на накид вреден близу 10.000 евра во куќа во Боговиње. Двајца сопружници од Градец биле жртви на разбојништво. Непознати сторители со моторна пила пресекле 60 костенови стебла во атарот на село Тејарце. Ова се случувањата од денешниот полициски билтен. Вчера вечер помеѓу 20 и 21 часот и 30 минути засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 25 годишен жител на Боговиње, соопшти СВР Тетово. Тие го искористиле отсуството на домашните кои во тоа време биле на гости, насилно го отвориле прозорецот од помошната просторија, потоа ја отвориле дрвената врата и се упатиле во спалната соба. Таму пак од фиока во комода и од кутија за накид одзеле повеќе парчиња разновиден златен накид, прстени, алки и друго, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на околу 600.000 денари. Со одземениот накид незабележани од никого ја напуштиле куќата и избегале во непозната насока. Извршен е увид и се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на пријавеното и за откривање на сторителите. Двајца сопружници од Градец биле жртви на разбојништво, како што соопшти СВР Тетово ноќеска околу 1 часот и 20 минути. 4 непознати маскирани лица извршиле разбојништво во помошен објект во Градец, во кој спиеле 71 годишен сопруг и неговата 2 години помлада сопруга. Откако влегле во просторијата, ги врзале сопружниците, физички ги малтретирале и по целосно пребарување на внатрешноста на објектот. Од жената одзеле златен синџир, која го имала на вратот, и 2 златни алки кои ги носела на рацете, пошто избегале. Екипа на полициската станица Гостивар извршила увид и се работи на откривање на сторителите. Во периодот помеѓу 15 минатиот и 5 овој месец засега непознати сторители во местноста Доле Носој во атарот на село Тејарце со моторна пила незаконски пресекле 60 костенови стебла со различни димензии, од кои 35 ги одзеле, додека 25 ги оставиле на местото, соопшти СВР Тетово. Дрвата се сопственост на 5 лица од ова тетовско село кои ја пријавиле кражбата. Извршен увид и се утврдува вкупната материјална штета и другите поединости поврзани со кражбата. Од МВР соопштија дека во врска со настанот, кога на 14 минатиот месец во 23 часот и 30 минути во полициската станица Тетово 33 годишна од Тетово пријавила противправно лишување од слобода, извршено од незиниот поранешен сопруг, на тој начин што истиот ден била пресретната од 31 годишниот тетовец, кој со употреба на физичка сила насилно ја внел во патничко возило Голф и се упатил во Лешок, а потоа заминале во Варвара, каде ја извадил од возилото, ја внел во тамошната црква и физички ја нападнал, удирајќи ја во пределот на главата и телото за да му признае дека не го изневерила. СВР Тетово го расчисти случајот и поднесе кривична пријава против 31 годишниот тетовец за сторено кривично дело противправно лишување од слобода. Денешната седница на Советот на општина Гостивар, 32 поред, беше исполнета со точки од разни области: образование, буџет, одлуки врзани со работата на јавните предпријатија и друго. Повеќе часовна седница на Советот на општина Гостивар со обемен дневен ред.
Меѓу прашањата што се најдоа пред советниците беа извештаи и програми на основните и средни училишта, буџетски распределби, одлуки врзани со работата на јавните предпријатија и од областа на урбанизмот. Советот го изгласа кварталниот извештај за извршување на општинскиот буџет, според кој приходите во основниот буџет се реализирани 36%, додека расходите 34%. Во образложението од секторот за финансии беше речено дека споредено со лани истиот период се бележи зголемување на реализацијата на даноците на приход и на имот. Една од точките на дневен ред беше донесување на ценовник на услуги за отстранување и преместување на непрописно паркирани возила. Така одсега отстранувањето на блокаторите на тркала на неправилно паркирано возило се плаќаше 100 денари, а доколку возилото е веќе кренато од пајак службата, цената е 1000 денари. Износот од 1600 денари останува ист за автомобилите кои се веќе транспортирани од пајакот. На денешната седница се усвои и стратегија за заштита од ХИВ на општина Гостивар. Оваа стратегија е изработена од страна на ХОПС Скопје, потоа во соработка со општина Гостивар, со полициска станица Гостивар, со Центарот за јавно здравје, со Центарот за социјална заштита и Општа болница Гостивар. Стратегијата содржи неколку превентивни мерки, тоа се заложување за отварање на центар за превенција и третман на зависници од дрога, дистрибуција на стерилен прибор за инектирање, дистрибуција на кондоми и лубриканти, подготвување и дистрибуција на промотивни материјали, обезбедување на медицински услуги и социјални и правни услуги. Оваа стратегија е изработена за период од 4 години, односно од 2016 до 2020 година. На дневниот ред на 32-та седница на Советот на Гостивар се најдоа и извештајот за работата на Гостиварската полициска станица за првата половина од годинава и донесување на општи акти за селата Форино и Дебреше. Пресконференција денес одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово. Денеска се наоѓаме на улицата Благоја Тоска во близина на касарната во Тетово и стариот градски стадион, каде сме сведоци на уште едно нереализирано ветување на градоначалничката Теута Арифи. Имено, неколку години наназад се соочуваме со овој проблем на недоизградениот булевар, пат по кој секојдневно минуваат голем број на патнички и товарни возила, што представува голема опасност за жителите од оваа населба. Неколку години наназад, жителите и случајните минувачи и при најмали врнежи се сведоци на создавање на езеро од атмосферски и фекални води, кои се резултат на нестручната изведба на овој дел од улицата. За да биде уште полошо, пешаците се приморани да газат по улица полна со вода, бидејќи започнатиот тротоар не е во функција за движење на пешаците, а воедно е узурпиран од диви продавачи на земјоделски производи. Да не го заборавиме и проблемот со уличното осветлување на овој булевар, за кој проблем и после низа барања упатени до надлежните органи во општина Тетово останаа глуви за неговото решавање. И како да не се доволни овие проблеми, тетовчани пред само неколку дена беа сведоци на уште еден невиден парадокс. Имено, за нас, на овој недоизграден пат беше претворен во сточен пазар, од каде што се ширеше непријатна миризба и воедно представуваше потенцијален извор на зарази за тетовчани. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово упатува уште еден апел до господјата Теута Арифи. Функцијата што ја имате, а таа е градоначалник на општина Тетово, конечно да употребите и да започнете со решавање на проблемите на тетовчани, бидејќи со вашата неажурност проблемите само се зголемуваат. Председателот на Движењето за реформи на ДПА Зијадин Села смета дека во Македонија треба да се промени изборниот модел, односно да има само една изборна единица. Само на тој начин, според Села, би се надминал проблемот со големата разлика на гласачите во 6 изборни единици во државата. Се гледа дека изборните единици сегде каде што гласат албански гласачи имат негде 10.000, негде 30.000 повеќе гласачи од изборните единици кои се чисти само за македонските гласачи, а тоа е изборната единица тројка и четворка. А шестата изборна единица, од каде што има поголем
број на албанци кои гласаат. Имат повеќе од третата изборна единица околу 30.000 гласачи. Целта на цела ова дебата и на овие промени на законот е уште еднаш да се мајоризира албанското гласачко тело. Кога веќе се враќаме на овие теми, ние настојуваме на тоа што и на почетокот кога беа преговорите во Пржина го рековме. Македонија да биде прогласена една изборна единица, сега е моментот со измените на законот, за да на таков начин тежината на гласовите да биде иста, како што е во Тетово, така да биде во Скопје, така да биде во Питола, така да биде во Охрид, така да биде во Струмица и сегде во Република Македонија. На овој народ пред се му треба и слобода за да избира нивни представници. А тоа е да се седнува и да се размислува за пропорционален модел со отворени листи. Само на таков начин би се вратило демократијата внатре во политичките партии, само на таков начин граѓаните ќе бидат тие кои ќе избират квалитет, а нема политичките лидери да им вметнуваат кандидати кои не се прифатливи можда, и само на таков начин ќе почнеме да ја вратиме демократијата кај народот. Во Мавровското село Беличица одбележани 72 години од трагичните настани во кои беа убиени борци од 3-тиот тетовски партизански одред и жители на селото. Пред спомен обележјата во Трница и Беличица, букети свежо цвеќе положија повеќе делегации. Вечна трага во колективното паметење оставаат настаните кои пред 72 години се случиле во Мавровското село Беличица. Децении потоа останува вечната дилема, дали сето тоа што се случило во убавата Беличица можело да заврши поинаку. Во Беличката трагедија од злосторничките банди настрадаа борците од 3-тиот тетовски партизански одред, меѓу кои народните херои Ѓоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мерџан, како и жители на Беличица, а беше запалено и селото. Комеморација по тој повод најпрво се одржа во селото Трница, каде пред спомен обележјето се поклонија и свежо цвеќе положија повеќе делегации. Има датуми и настани од Народно-ослободителната војна на Македонија што останаа живо да раскажуваат за едно преломно време. И колку времето да минува и одминува, нивната светлина не згаснува. Трајно го чуваат споменот за човечкиот непокор. Незаборавени се и настаните што зборуваат за зверствата на окупаторот и нивните домашни предавници. Незаборавни се заради тоа што и во најтешките мигови на терор и тортура не ја загубија вербата во конечна победа. Токму затоа, денес се навраќаме овде, во село Беличица, за да се подсетиме и да им оддадеме должна почит на положените животи за слободна Македонија. Ако некој мисли дека можат да се прикријат зверствата на балистичките формации, грабежи, палежи, убиства, а тоа го преживеа беличани, многу се лажат. Со ништо не можат да се избришат крвавите траги на многу загинати. Денес, собрани на ова колективно паметење, ја изразуваме нашата длабока и достојна почит и благодарност на сите учесници, борци и жртви на фашистичкиот терор. Со пригоден реферат пред алејата на паднатите борци во Беличица, на невидениот злостор, но и на човечкиот непокор потсети председателот на Сојузот на борци во Гостивар, Радислав Џиновски. Во Беличица, злосторничките банди ги убија борците на 3-тиот тетовски партизански одред, Тодор Циповски Мерџан, Ѓоце Стојчевски Амбарче, Христо Антески, Бафтијари Мурат, Боро Вулич, Александар Здравковски, Владимир Јанич, Трпе Јовановски Мишка, Александар Јовановски Журчин, Борче Кочовски, Љубомир Момировски, Михајло Рајчевиќ, Младен Симовски Требош, Пано Симовски, Драгомир Стефановиќ, Љубомир Стефановиќ, Љубица Стефановиќ, Андреја Стојановиќ, Саво Тасески, Благоја Тосковски Тоска, Андреја Христоски. Временската дистанца не ја намалува болката за сите нив, но уште посилна ја чини благодарноста на нивната жртва, па затоа и не можат
да бидат и заборавени. Тоа биле претежно млади луѓе, но свесни за големината на времето, готови да жртвуваат се за иднината. И наша задача е да продолжиме, да ги чуваме, негуваме и развиваме слободарските традиции во современото живење. Да се учиме од историјата, зашто таа може да ни се повтори со сите несречи што ги доживеа човештвото во целина. Во Беличица злосторничките банди убиле 21 борец, сите членови на третиот партизански одред, а имало и цивилни жртви од селото, од семејствата Атанасовски, Бибовски, Богучевски, Брајковски, Дамјановски, Ѓурчиновски, Јовановски и Матаниевски. Мораме да ги прифатиме работите кои што се случиле во минатото. Мораме да живееме со нив, но овие подсетувања кои што ги правиме како сојуз на борци и продолжувачи, ги правиме за да не се заборави. Значи, ова е нешто и низ нашата бурна историја од 41 до 45 има многу настани и датуми и личности кои што ни случајно македонскиот народ не треба да ги заборави. Памтејќи ги, нив ќе остане во сеќавање дека на ова парче земја живееле храбри луѓе кои што си ја сакале земјата, направиле се за неа, ги дале своите животи, за да ние после тоа можеме да градиме една нова Македонија, многу макотрпно, ама се изгради една слободна и просперитетна Македонија. Присутните граѓани, почитувачи на слободарските традиции, представници од семејствата на жртвите и припадниците на Арама, на одбележувањето имаа можност да ја погледнат и поставката на фотографии од убиените во настаните. На 21 и 22 и на 22 и 23 овој месец во вечерните и раните утрински часови ќе се спроведе дезинсекција во општина Тетово. Со третото третирање против комарци ќе бидат офатени зелените површини, населените места и депониите. Се апелира до пчеларите да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следен поволен ден. Сообраќајка меѓу три возила се случила на магистралниот пат Охрид-Кичево. Како што соопшти МВР, вчера околу 19 часот и 5 минути се случила сообраќајна незгода меѓу автомобил Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки кој го управувал 44 годишен жител на гостиварското село Горна Бањица, возило Југо Корал со охридски регистарски ознаки, управувано од 46 годишен од Охрид, и возило Ауди со охридски регистарски ознаки, управувано од 49 годишен жител од охридското село Елешани. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил охриѓанецот, а со полесни телесни повреди се здобиле другите двајца возачи, како и со патникот во Аудито. Според информациите што ги пренесува порталот Охрид Нјус, на местото на незгодата пристигнал еден родител на повредените, кој починал како резултат на доживеан стрес. Повредените со возило на итна помош биле пренесени во болницата Свети Еразмо и по укажаната лекарска помош биле задржани на натамошно лекување. Првите две обвиненија кои специјалното јавно обвинителство ги поднесе до кривичниот суд се распределени кај судиката Татјана Михајловска и Лидија Петровска. Распределбата е направена во согласно со електронскиот систем за распределба, а датумите за главна расправа се уште не се знаат. Неофицијално судиката Татјана Михајловска ќе треба да суди за обвинението поврзано со настаните во општина Центар. Судиката Лидија Петровска, која најверојатно ќе го води случајот со уништувањето на доказен материјал за прислушувањето во УБК, се споменува во опозицијските бомби кои минатата година ги објави Заев. Петровска се спомнува во разговор воден меѓу судиката Софија Лаличич и поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, во кој се тврди дека Петровска местото го добила со купување подароци од брендот Сваровски за претседателката на Врховниот суд Лидија Неделкова. Специјалното јавно обвинителство денеска до Скопска апелација ќе достави жалба по вчерашната нивна одлука со која му беше укинат домашниот притвор на Владимир Талевски.
Вчера апелацискиот суд во Скопје ја уважи жалбата на осомничениот битолски градоначалник кој е дел од предметот на специјалното јавно обвинителство, познат во јавноста како транспортер. Во нивната одлука беше наведено дека мерката куќен притвор се укинува, а се определува мерка на предпазливост. Тој добил врска да се јавува секој работен понеделник и петок е овластено службено лице во Основниот суд во Битола. Владата го донесе предлог буџетот за 2017 година кој е развоен со рекордно ниво на капитални инвестиции, повисоки за дури 20% во споредба со оваа година. Ова го изјави министерот за финансии Кирил Миновски, кој најави дека предлогот во текот на денешниот ден ќе му биде предаден на Собранието на Македонија. Вкупните приходи, како што изјави, се планираат на ниво од 187,6 милиарди денари, што е за 7,6% повеќе во однос на 2016 година. Вкупните расходи на ниво од 206,22 милиарди денари или за 4,5% повеќе во однос на годинава, а капиталните инвестиции да имаат рекорден износ од 26,95 милиарда денари. Буџетскиот дефицит е предвидено да изнесува 3% од БДП, односно 18,6 милиарди денари во апсолутен износ. Нови успеси на каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово. Со 31 медал се вратија од Србија, каде учествуваа на вториот меѓународен турнир Викторија Куп. Каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово на вториот меѓународен турнир Викторија Куп 2016, кој пред 2 дена се одржа во Лебане, Србија, освоија вкупно 31 медал, од кои 7 златни, 7 сребрени и 17 бронзени. Јас сум Ана Гоговска, учам во карате клуб Љуботен Тетово и на надпревар освоив 4 медали. 1 златна, 2 сребрени и 1 бронзена. Јас сум Исак Чековиќ, тренирам карате клуб Љуботен од Тетово. Добив 4 медали, добив 3 златни и 1 бронзена. Јас се викам Бојан Димитриевски. Добив 1 бронзена и 1 сребрена. Во карате клуб вежбам Љуботен, Тетово. Јас сум Лука Бошиновски, имам 6 години, вежбам во карате клуб Љуботен, Тетово, имам 4 медали, 2 златни и 2 сребрени. Јас сум Глигорија Гоговски, тренирам во карате клуб Љуботен, Тетово, освоив 4 медали, 1 златна, 1 сребрена и 2 бронзени. Јас сум Дамјан Димитриевски, тренирам Љуботен, Тетово, освоив златна и 2 бронзени. Трениравме во Србија, таму златна добив по борба, а 2 бронзени поединечно. Јас сум Максим Божиновски, имам 7 години, се напреварував во Лесковац, да добив во ката тим 2 златни во ката поединечно, 1 бронзена. И со карате се напреварувам 3 години. Јас сум Михаил Павловски, учам во училиштето Гоце Делчев, освоив 1 златна и 3 бронзени. На надпреварот бев во Србија. Јас сум Лука Бојовски, имам 12 години. Меѓународниот турнир што се одржуваше во Лебане во Србија, освоив 2 златни медали. 1 златна медала во борба поединечно и 1 златна медала во борба тим. Јас со карате се занимавам 4 години. Јас сум Един Чековиќ, имам 8 години, освоив 4 медали, 2 златни, 1 сребрена и 1 бронзена. Карате клубот Љуботен периодов ќе учествува на уште неколку турнири во Србија. Во недела бевме во Лебане, Република Србија и освоивме 31 медаля. Им честитам на тие деца, значи на возраст од 5,5 години до 21. Најатрактивни, најмалечките деца,
Тоа е едината на каратето на Македонија и на Тетово. Јас се гордеем со нив и сега не очекува. Значи идеме опет уште 3 турнира во Србија, значи Белград, имамо Прокупле, Лесковац и на домашните меѓународни првенства што се. Инаку карате клубот Љуботен постои веќе 45 години. Во него тренираат каратисти на возраст од 5 до 21 година. Грчките власти уапсија 9 мигранти и ангажирале интервентна полиција по судирот на мигрантите и палењето на кампот Морија на островот Лесбос. Како што се наведува, околу 5000 мигранти и баратели на азил биле принудени да побегнат вчера од кампот, откако десетина шатори биле запалени по тепачката меѓу припадниците на различните националности. Обединетите нации ги суспендираа сите хуманитарни конвои во Сирија по смртоносните воздушни напади врз хуманитарен конвој во северниот град Алепо. Портпаролот Јенс Ларкс изјави дека помошта зависи од проценките на безбедносната ситуација. САД изразија згрозеност по вчерашните напади во кои според сириски активисти загинале 12 луѓе. За сега не е јасно чиј авион ги извршил нападите во кои загина работник на Црвениот крст. Француската полиција уапси 8 лица од блиското опкружување на терористот кој вечерта на 14 јули во Ница со камион влета во толпата луѓе, усмртувајќи 86 лица. Француските медиуми наведуваат дека уапсените лица се со француско или туниско државјанство. Полицијата во Њу Џерси го уапси Ахмед Кан Рахами, американски државјанин роден во Авганистан, осомничен за предизвикување експлозија во Њујорк и Њу Џерси изминатиот викенд. Рахами е уапсен по престрелка со полицијата, ранете во ногата, но успеал да рани полицаец во раката и да погоди друг во панцирот. Повредите кои Рахами и полицајците ги здобиле не се опасни по живот. Потрагата по Рахами е завршена откако сопственик на еден локален бар видел човек како спие во автомобил и е известил полицијата. Денес имавме променливо облачно време, дуваше умерен повремено засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од 8 до 15 степени, а дневната од 16 до 26 степени. УВ индексот изнесуваше 5. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен повремено засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 7 до 14 степени, а дневната од 18 до 24 степени. УВ индексот ќе изнесува 5. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.